Македонија денеска излегува на улица, најгласно и најмасовно досега. Овде во Македонија има куќен ред кој мора да се почитува. Други избори, друга држава, ние немаме. Ова го истакнуваат од граѓанската иницијатива за заедничка Македонија, откаде за денеска најавуваат мирни протестни маршеви во 43 општини ширум државата, каде се очекуваат повеќе од 200.000 граѓани кои се за заедничка, а не двонационална држава, да пратат порака до сите политички чинители. Не за тиранската платформа, не за двојазична и федерализирана Македонија. Од граѓанската иницијатива истакнуваат дека посебна порака ќе биде пратена до еврокомесарот Хан, кој сака да ги притиска политичарите да прифатат платформи создадени во други држави, а ги игнорира стотиците илјади македонци кои секој ден на улиците порачуваат: покажете малку почит кон нас, ние кои овде живееме и ќе продолжиме да живееме. И откако ќе заминете вие и сите ЕУ бирократи кои наместо како гости се однесуваат како газди на Македонија, порачуваат од за заедничка Македонија. Од граѓанската иницијатива претходно побараа средба со еврокомесарот во текот на неговата посета на Република Македонија, но нивното барање беше одбиено со образложение дека еврокомесарот ќе се сретне само со политички представници. Работите можеа да имаат поинаков тек, откако претседателот Ѓорѓе Иванов најави дека нема да се сретне со комесарот и дека времето за средба им го отстапува на организаторите на протестот, за како што рече Хан да се запознае со аргументите и причините поради кои македонските граѓани протестираат повеќе од 20 на дена. Сепак, портпаролот на Европската комисија Маја Коцијанчич нагласи дека Хан останува на ставот да не се сретне со представници на заедничка Македонија, бидејќи според Коцијанчич дневниот ред на Хан не дозволува повеќе средби.